Колешке Тренчевска, не планирав денеска да зборувам, но вака, вие сте често пати инспиративна за човек да се јави и да ве врати во времето во кое што живееме. Ова наше денешно време и секој што не следи знае дека сите овие години наназад, кога ние таму седевме на тие столчиња, бевме европската опција за Македонија, а денес европската опција за Македонија седи веќе на средината. Ниту вие сте биле тогаш европска опција, ниту ќе бидете европска опција. Вие, почитувана, зборувате за судството. И тука се согласуваме. И јас, и вие, и Европската Унија. Ама да видиме, ако имавме ние обвинителство, кое што со време ќе постапеше, ќе процесуираше предмети како Крмзов, како оној што вчера го зборувавме со Вукареска паланка од УЈП, милиони што украдоа. Ако зборувавме за случаи во кои што овој што ви е координатор на пратеничка група, само за очи да не му гледаат луѓе во МВР, ги бркаше, ги прераспределуваше и тоа државата 24 милиони евра кошташе, тогаш како судство ќе зборувавме? И во право Европска Унија? Во право е. И ние се согласуваме, но борбата со вашите инсталации во судството, правени не со години, со децении е тешка. И таа борба ние ќе ја добиеме. Чекор по чекор Македонија ќе стане правна држава. И тогаш нема да гледаме политичари длабоко заглавени во криминал, туку тогаш ќе гледаме политичари на кои што им се одземаат имунитети и тогаш ќе покажеме дека Република Македонија е држава во која што никој не е над законот и никој не е заштитен, почитувана Јована Тренчевска. И затоа друг пат кога зборувате за судство, за обвинителство, си гледате во вашиот двор. Ки си ги гледате вашите инсталации кои си ги негувавте, бидејќи СДСМ секогаш кога дошол на власт, доаѓал со судство и обвинителство. Секогаш сте владееле со судство и обвинителство и на тоа сега овој период му ставаме крај. И јас се надевам дека во оваа држава конечно ќе имаме обвинителство, кое што нема да се бави со тривијални работи, туку ќе викне еден по еден да ве паша кај се парите и од буџетот и од институциите. Тогаш, кога Република Македонија ќе има 10, 15, 20 високо профилирани функционери, кога ќе почне вистински да го брка криминалот, тогаш и овој извештај ќе се смени. И извинете да ви кажеме на работа, овој извештај во делот на судството не е наш пораз личен, туку е пораз на системот, кој што вие многу внимателно, многу педантно, со децении си го градевте со цел да ве штити за овакви моменти, ама да знаете дека нема да успеете, бидејќи ние сме силно одлучени на тоа да му ставиме крај. Благодарам.